Здраво на сите, добре дојдовте на подкастот Татунчо. Јас сум со мојот пријател Алек Митко, со кого подолго време се договараме за уште еден подкаст. Првиот беше на почетокот на годината. Тој е од оние луѓе со кои што кога ќе се слушнаме во приватни околности се случува да нашиот разговор е вреден за да биде снимен и да биде пуштен како подкаст, затоа што кажуваме едно чудо вредни работи за споделување, така што одлучивме конечно да го направиме овој подкаст. Алек, добре дојде на каналот Татунчо. Добар ден, Ботко. Значи, еве, колку време помина од нашата прва средба вака електронски кога снимавме. Беше твојата прва објава во јануари оваа година. Јануари. Многу настани, контактираме онолку колку што е потребно. Сметам дека можеме и повеќе да контактираме, но во секој случај ти благодарам за убавата најава. Поздрав до сите слушатели, гледачи на твојот канал. Овдека сме сите да се подучиме, да примиме знаење и да примиме она што го реков јас минатиот пат, еден алтернативен поглед на реалноста, на историјата, на минатото, кое што може многу добро да не подготви, доколку ние сме кадри за тоа и онолку колку што ќе се вложиме за себе, за престојните настани кои што на сите нас ни следат во животот, секој во сопствениот сегмент на своето постоење, во своето место на општеството, да го даде својот одговор на прашањата кои што ќе му бидат зададени во наредниот период. Тие нема да бидат лесни, тие нема да бидат едноставни и сочувајќи ја секогаш свежината и убавината на радоста на денот кој што повторно се раѓа, пак да бидеме свесни и за својата одговорност и за својата цел во животот. Да. Така, денес е еден специфичен ден, 14 јули 2024 година. Непосредно пред почетокот на подкастот ти даде еден интересен опис на овој ден. Јас мислам дека би било интересно за гледачите да го повтори што, затоа што верувам дека кога во иднината ќе се пишуваат историските читанки или кога ќе се прават документаци, кога ќе велат денови пред години, мислам дека 14 јули 2024 година ќе биде ден вреден за паметење. Да, тоа беше генерална проба и кога беше многу добро, ја сега не знам каков ќе биде настапот. Затоа што велат режисерите се многу задоволни кога генералната проба е катастрофа, тогаш вели дека самата представа и премиерата ќе бидат како што треба. Мајде да се обидам, нешто имаме кинематографија што се вели. Значи денеска е таков ден, Новак Џоковиќ повторно го загуби Вимблдон. Кандидатот за председател на Соединетите Американски држави, господинот Трамп, го боли увото. И за неполни 2 часа, час и половина отпочнува финалето на Европското првенство, значи Англија, Шпанија, а од утре влегуваме во еден астролошки многу предизвикувачки период. Марс во Бик на фиксната звезда Капут Алгол, односно во арапската астрологија Рас ал Гул, односно главата на демонот, окото на демонот. Така да јас ќе повторам, универзумот ни ги отвара завесите и вели покажете што знаете. Јас ти реков, тако беше воведот, викам да ги збунам гледачите на почеток, да видат што ќе се случува и така. На крајот ќе испадне дека Толкин сепак беше еден пророчки писател кој што со неговото сегледачко око на Саурон практично ги има извлечено овие веројатно инспирација од Разал Гул или окото на демонот за кој што зборуваш. Да. Толкин е една длабокомислена, мудра личност, голем писател со една голема имагинација, кој што своевидно на патот на книжевноста многу нешта ни предочи.
умел да пишува, значи почекото код на Хобит е во рововите на Првата светска војна, кај што тој учествувал како британски војник. Јас имав вчера еден мал напис на мојот Facebook профил, значи мајки го сето ова што ни се случува дека во Скопје, велам Мордор врие, прстенот сјае. Сега сакав ја да напишам Саурон владее, ама велам ајде да не мрачам сега многу, затоа што нели животот е убав и сепак не верувам дека злото и покрај тоа што сака да има голем наплив и голем импакт во нашиот живот, ние се уште сме во состојба тоа и на не многу тежок начин да го избегнеме, да го амортизираме. Да му ја видиме соблазната. Да му ја видиме камерата. Да. Во контекст на твојата најава, знаеш, јас не сакам луѓето да ги најавам со своите титули, затоа што оддамна чувството е дека луѓето со титули, со некакви звања и со некаков академски, политички или било каков друг авторитет одамна потфрлија, затоа што останаа закопани во своите ровови, во рововите на сопствените догми и светот кој што се менува со светлосна брзина продолжуваат да го гледаат со своите застарени концепти. Ние овде ќе пристапиме и јас и ти од аспект на слободомислечки луѓе кои што го анализираат и го гледаат светот со очите на промената, затоа што промената е таа која што ги дава информациите на денешнината. Па во тој смисол би сакал да те прашам каков е моменталниот миг? Дали се во ова што го кажавме претходно онака за да ја загрееме публиката, дали не е само фрлање на прашина во очите на секојдневниот човек за да се оддалечи од вистинските потраги, од вистинската мисија и од вистинските проблеми, за да се фрли во една арена од типот на оние во Рим, значи лепи игри, па ајде сега ние ќе страдаме заради тоа кој ќе победи, а кој ќе изгуби во финалето вечерва, дали Џоковиќ победи или изгубил, или дали нели поранешниот и веројатно иден председател на Америка го боливу. Така. Сите сме во арена. Животот знае да биде груба арена со убави полувремиња на одмор. Сега таа арена како ќе се исползува. Стоиците во тој правец биле многу јасни дека човекот, особено мажот, никако не смее да избира некакви шорткати во животот, некои кусеници за да нештото го заврши побрзо, поевтино, полесно и по пат ако може да избегне некаква своја одговорност или труд. Тоа е многу лоша концепција на живење која што денеска се наметнува, значи сега збориме на сите нас. Сега ова се што се случува вака, јас нема веднаш да одам во тие теории на заговор сега дали атентатот врз Трамп дали е наместен или не е наместен. Јас ќе си дозволам да ја гледам ситуацијата таква каква што е. Значи, на човекот е пукано, тој е повреден, одлично го искористи моментот, значи покажа една голема прибраност и покрај комплетната неадекватност на обезбедувањето околу него, што само нам ни дава за право да се сомневам во силата на заштитата на сите тие органи во кои што нас не заколнува. Значи, органите на државата, органите на прогонот, приватните органи за обезбедување, екипи и сите тие нешта. Значи, ако може на еден релативно мал собир ова да се случи,
Нема што, јас веднаш почна некакви асоциации со атентатот врз Џон Кенеди и сите тие нешта. Сега, дали во меѓувреме луѓето и нештата стана толку некадарни, па не се ни во способност да извршат атентат, затоа што пред некој време исто така, мислам на Чешка или на Словачка, беше оној председател, Словачка. Премиерот на Словачка, некој многу чудно презиме, Фици, како беше тоа? Фици. Фици, например, прими 5 куршуми, меѓутоа не му бил денот. Тоа значи дека генерално над нас постои некаква енергија на постоење на универзумот, на една космичка свест, која што, да се надеваме и да го сториме животот така дека нема да го напуштиме овој живот пред да ја завршиме собствената мисија. Меѓутоа, за тоа е потребно човекот да го бара само спознанието, себе си да се спозна и која е неговата мисија во животот, за да може да ја извршува. А токму е она што на почетокот го реков, правилото и начинот на воспитувањето на стоиците и на Спарта, која што е многу тешка за нашето време, кое што сме многу лабави, да не речам лигави како индивидуи, за нас е и многу строго, дури и неразумно. Мнозина би го осудиле таквиот начин на воспитување на младите момчиња, кои од 13 години биле земени, да 6 години учат исклучителна тешка и жестока војна служба. Значи, не знам кој денеска својот син би го пуштил на 13 години да оди да вежба Спарта, а да не зборуваме дека лошите плодови на раѓањето имало една литица на наспроти Спарта, од каде што ги фрлале, ги усмртувале плодовите кои што биле нецелосно завршени, односно биле оквалификувани како некој кој што може да ја расипе расата и квалитетот на луѓето на Спарта. Значи, животот е суров, животот е опстанок, како велат, хант, лови, кил, убивај. Ние веќе мажите не сме ни ловци, не можеме да уловиме ништо, и survive, и преживеј. Сега, од тој начин на постоење пред повеќе 1000 години, па до денеска, ќе завршам со ова, колку сме ние софистицирани, или колку сме ние постанати софтли, кое што е на наша штета. Значи, јас не се залагам за никаква грубост и ароганција во животот, туку наспротив, мислам дека таа слабост на човекот, особено слабоста на мажот во ова време, во голем број на сегменти, ја прави таа суровост и таа ароганција и тежнење за понижување на вториот, кој што е само пројава на собствената слабост. Оној кој што е силен во себе, оној кој што го знае собствениот квалитет, тој воопшто не се впушта во безразложни расправи, или уште помалку ќе сака некого да го понижува, да биде спрема него арогантен, да го исмева, да го исвиркува. Тоа што е, за жал, денеска ние, кога зборувавме, ќе си земам за право, нели, минатиот пат телефонски разговор, па ти спомна некои коментари и сето тоа, и мислам тоа е сосема недолично на луѓе, значи секој нека си ја следи својата линија на животот, а овдека сме кај тебе на овој многу благопријатен канал, кој што јас прв пат кога зборува во јануари, реков дека јас не знам друг канал на македонски јазик кој што се занимава со вакви прашања и со широка лепеза на полифоничноста на потребите на животот на еден човек во ова време. Една голема благодарност што постоиш, а секогаш ние можеме да бидеме и подобри, и поквалитетни, а во тој надпревар, во таа трка, како сакате наречете, во таа борба, сме првин со самите себе си, да бидам јас подобар од она што сум бил вчера.
Така ти благодарам, Алек, јас за овие убави зборови. И тука би сакал една мала дигресија од нашиот разговор да направам, за да објаснам еден момент кој што исто така го опфативме во нашиот приватен разговор, а тоа е дека пред 4 години, кога ја започнав работата на овој канал, тогаш да, во прв план беше пандемијата и јас почнав таму некаде во август, овој период, значи се навршуваат 4 години, и сакав да зборувам за куриозитети, за работи кои што се од мој интерес, а кои што не секогаш моето најблиско обкружување, моите најблиски пријатели ги интересира. И си замислив дека на овој интернет простор, на YouTube просторот, јас може да зборувам за теми кои што има луѓе кои што ги интересираат, и јас тие луѓе не ги познавам. И на тој начин се случија многу пријателства, како пријателството со тебе и разговорите со тебе, и многу луѓе се надоврзаа на тоа затоа што се многу заинтересирани за тие теми. Всушност, идејата беше таа, можеби во одреден аспект е себична, затоа што јас сакам да ги изразам моите идеи, но од друга страна верувам дека тие идеи се доволно благородни за да најдат простор и да бидат прифатени и слушнати од другите луѓе. Така што ти благодарам и тебе за учеството во овие подкасти, им благодарам на сите што досега или во иднина ќе учествуваат, и најмногу од се им благодарам на луѓето кои што ќе одвојат време и ќе го погледнат ова, затоа што, како што кажа самиот ти, конкуренцијата е или нашите подкасти, или од друга страна сега светски европски првенства, олимпијади и така натаму, така што изборот е на сите, значи во овој слободен свет. Јас би рекол на ова што го рече ти, да, секако, не е егоистично човек да си го каже своето мислење и да си го бара местото под сонцето. Егоизам е кога ние нашите идеи сакаме да ги наметнеме преку пат на терор и на прогон. Токму тоа што се случуваше во оној дел кој што јас не знам дали смеам да ги спомнувам тие зборови, бидејќи ова ќе оди на YouTube за да некој алгоритам таму или некој приглуп чек факт ти направи проблем со каналот. Значи, тоа е злото. Значи, не е зло човек да си го каже собственото мислење. Меѓутоа, кога неговото мислење оди рака под рака со една машинерија на перење мозок, на голема корумпираност, на прогон, на тероризам, кој што се става под залог на заштита на луѓето, тоа е пројава на егоизмот. Значи, најголемото искушение на човекот е искушението на власта и желбата да им командува на останатите луѓе. Тоа е една тешка болка и ја не верувам дека воопшто и почетокот и залечувањето, односно на таа болка, барем оваа моја генерација ќе ја доживее, не знам, јас се надевам дека твојата генерација ќе има повеќе среќа и така. И сето ова што се случува денеска и сите овие војни и невидени крвопролитија и зацкривање на вистинските теми позади крвопролитијата и сите овие фатални настани кои што се случуваат за да го потресуваат населението, е токму тоа, да се сврти вниманието од вистинските прашања. А вистинското прашање е само спознанието на човекот и неговиот раст низ неговите дејанија во секојдневието. Значи, ние имаме обштествени, ние имаме социјални, ние имаме работни обврски и во сето тоа треба да се пројави спиритот на човекот. Јас првиот пат, уште ова пак ќе завршам, јас реков, не сме дека ние собрани луѓе кои што немаат што да прават у животот, па сега тука сме се собрали, зборуваме за некаква спиритуалност и духовност, туку на вистина од длабочината на срцето и на умот и на совкупното битие да ги повикаме луѓето да се отргнат од оној мејнстрим кој што им се нуди, кој што е една културолошка пропаст, кој што е еден конформизам и потрошувачки менталитет, конзуменски менталитет, каде што човекот е всушност пациент, конзумент на најразноразни
лекови, тие произведуваат болести и болни луѓе за да можат да ги лечат. Тие произведуваат зависници од било каква категорија, општествено, политичка, спортска, религиозна. Значи, се прави за да не се смири водата, да биде матно, да биде узбуркано максимално, за да во тој хаос човекот не може да си дојде едноставно на себе. Тој всушност се растргнат од низа дезинформации, полувистини. И ќе треба да се потрудиме во оваа хаотичност која што ни се сервира, да останеме стамени, смирени, едноставни и да го знаеме патот на мирот. Патот на мирот не е да се пацифизира населението, односно да се сведе на една толпа луѓе со кои што можеш да правиш што сакаш. Тоа е пацифизирано население кое што не е способно за отпор никаков. Ма не само за физички, него ни за психички отпор. Значи најбитно е што велеа теориите на заговор. Не на луѓето да ги наведеш да не веруваат во една вистина, туку да веруваат во втора вистина, бидејќи имаат лепеза вистини. И ги вадат вака, кој од ракав, кој од шешир некогаш ќе извадат и зајак некој случајно и сите тие нешта. Туку да го убедиш човекот дека нема никаква вистина, дека не постои вистина, и тогаш со тој човек можеш да правиш што сакаш. Благодарам. Малку сум без зборови, сакајќи да навлезам во наредната тема, тоа е тие заковани или вистини кои што се непроменливи, а тие вистини обично ни доаѓаат дали од политички, дали од научни, дали од религиозни кругови, сакајќи да ни кажат таа е состојбата на нештата и од тоа нема никакво променување. А знаеме дека природата на нештата донесува промена. Сакале тие што не наведуваат да мислиме дека промената не постои или не, промената доаѓа. Сега, моето прашање е спонтано, дали всушност ние живееме во една симулација каде што некој или нешто свесно сака да не наведе дека ова материјално постоење е единственото и дека смислата на нашиот живот е да ја изедеме од внатре оваа планета, консумирајќи ги до крај сите ресурси, во еден консумеризам кој што нема крај, значи да се земаат рудните богатства, да се земаат природните богатства, да се узурпираат човечките ресурси и сето тоа. Кога ќе погледнеме околу нас дали има некаква смисла, јас имам потешкотија да ја најдам. А сепак имаме луѓе кои што сонуваат за, ако имаат раскошен дом, сонуваат за уште пораскошна викендичка, ако имаат голема кола, сонуваат за јахта. И навистина, тој систем на поттикната желба да се биде грабливци, мене ме асоцира на тоа дека сепак сме во една симулација која што, ако не тера да го правиме тоа, ќе биде неинтересна. Да бевме грабливци, ќе беше уште и подобро. Apex Predator што се вели, орел, лав, тигар, тие убиваат кога едноставно природната потреба ќе му го наметне тоа да се прехрани себе и тоа е толку, или да ги прехрани своите млади. Ретко кој убива од задоволство, вела дека по некои мечки тоа знаат да го прават, меѓутоа прашањето е нешто второ. Ти она што го рече за нашата планета и како ги уништуваме сите ресурси и како го осакатуваме овој прекрасен и совршен биомеханизам, мада тој израз механизам може и погрешно да се свати, меѓутоа навистина еден совршен биочасовник, ние се однесуваме како нешто друго, ние се однесуваме како вирус на оваа планета, ние се однесуваме како паразит на оваа планета. Може би многу налик на образ и подобие на оние паразити
кои што и се хранат со нашите несреќи, со нашите стравови и со нашата несигурност. Само погледни преку што се владее со човекот, преку несигурност, нетолеранција и страв. Му се дадени неколку играчки, да има кола, му се форсираат да има кола, да има Android, не знам, да има iPhone, тоа е сега да има знакот на Apple на јаболчето, што јас добро, квалитетен е Apple, нема збор. Му се дава интернет за да го троши на непотребни и нискобуџетни нешта кои што го заглупуваат. Значи се што му се дава на човека да гледа да се извитопери за да отиде во негова пропаст. Јас реков минатиот пат, самата технологија, јас како голем почитувач на животот и на делото на Никола Тесла, не знам дали смеам да се охрабрам да кажам дека сум теслијанец по карактер. Значи имаме во него како човек кој што не мора да секој напреден човек, инвентор, да биде во служба свесна, барем на онаа машинерија кој што ги храни најниските страсти во човекот. На една машинерија која што од човекот сака да направи она што го рече ти во матриксот на постоењето, една енергетска батерија која што треба да се одржува во живот колку што е можно подобро, за да го исполни својот конзумерски долг кон нејзините извитоперувачи. И сега тука имаме ни за сега теории и сето тоа, дали живееме во симулација и дали се илузија и како вели во филмот V for Vendetta, вистинскиот креатор, вистинскиот продуцент, вистинскиот писател креира една лага преку која што реакцијата на човекот да достигне до вистината. Кога и се приближи на својата пријателка и кога и направи симулација лажна дека е таа во затвор и дека сега ја ошиша ќелава и сега ќе се спреми мачење за да го предаде него. Таа преку таа симулација дојде до храброст дека постојат некои нешта во животот кои што се поголеми од нашиот елементарен обстанок во ова физичко тело. Дека ние во определени ситуации можеме да се изнајдеме себе си од кој што сме. Знаеш, Златко, сите знаат да зборат за честност, за искреност, особено кога се очекува од другиот и особено кога е тоа ефтино. Меѓутоа доаѓаат моменти во животот кога честноста, слободарството, некористолюбивоста, држењето на сопствениот збор, не по секоја цена, меѓутоа стоењето во сопствената вистина ќе почне да не чини. И тоа ќе чини доста. Ние само осетивме една блага најава позади. За тој момент човекот треба себе си да се челичи. Јас знам дека тежок е тој спартански однос кон животот. Јас не знам како ќе ме разберат луѓето што ме слушаат, меѓутоа јас и не сакам да размислувам како ќе ме разберат. Јас сакам од себе да го кажам она што го сметам дека е вистинито, она што е јасно, она што е недвосмислено и што луѓето не ја дека сум им кажал, јас сум никој ништо. Ова нека им биде само една почетна точка да се размислат над себе си да се погледнат во огледало. Како вели, еве, уште еднаш ќе го спомнам V for Vendetta. Да, има многу виновници кои што ни го креираат животот, кои што не насочуваат, не канализираат на лошиот пат. Меѓутоа, ние сме пристанале на тоа, односно кој што пристанал. Така да вели, ако сакате да го видите главниот виновник за она што ви се случува во животот, треба единствено да погледнете во огледало. Така, тоа е едно од најфасцинантните реплики во тој филм. Да. Ако барате виновник, погледнете во огледало. Да. Она што мене ми е фасцинантно е дека цивилизацијата ни е представена како нешто апсолутно добро.
а всушност сега излегуваат на површина податоци дека цивилизацијата всушност е системот на поробување на слободните луѓе и дека се оно што значи цивилизација, а за потсетување значи цивилизација почнува со градењето на градови, каде што се оно што порано луѓето оделе номадски и го барале наоколу и се случувале најразлични миграции, со примената на полјоделство, на сточарство и на редица други работи, како што се писмо, како што се администрација, политички, религиозен систем, сето тоа се става на едно место, се прави ограден простор кој што се нарекува град и тоа е всушност основата на цивилизацијата. Се оно што ние во последните години, последните 6000 години го гледаме е само технолошкото усовршување на таа форма на живење, која што, по моје скромно мислење, е во својата суштина робовладетелска. И сега јас не верувам дека сум на страната на тие кои што владеат, односно ги чувствувам прангите дека некој систем владее со мене. Дали, Алекс, според тебе, овие 6000 години се како едно зрело јаболко кое што наскоро ќе падне од јаболкницата и ќе направи еден рестарт на цивилизацијата, односно дали овие циклусите на цивилизацијата за кои што сме слушале во минатото ќе се повторат, односно на крајот на краиштата, дали оваа цивилизација е дојдена до својот зенит? Јаболкото е нагризано, онака како што е на Apple производите, мада тоа е една многу интересна асоциација на библиската сторија. И тоа да не ода многу во дигресија, а неминовно е на тие нешта. Види, тука одговорот е антиномичен. Ова цивилизација даде прекрасни личности. Ова цивилизација даде исклучителни разбойници личности, кои што се многу почитувани. И оваа цивилизација даде огромен број луѓе кои што едноставно го поминаа животот, а и јас не знам и дали ќе се прашаат зошто се родиле, како се родиле се. Значи, постои некој процес кој што нас во определен историски момент ќе не стави во една состојба, па сега дали од некого ќе излезе Достоевски, Пушкин или Толстој или Милтон, англискиот писател, или ќе излезе Адолф Хитлер, Хајнрих Химлер, не знам, Анте Павелич и таму низа убици и сето тоа е веќе нешто кое што го надминува моето поимање и сваќање, зошто токму тој таму и на тоа место го изврши делото на сопствениот живот. Она што е многу другото важно, вели 6000 години, па јас се надевам дека нашата цивилизација ќе опстане затоа што во незе има нешта за кои што вреди да опстане и тука ќе биде многу потребна да се подигне личната свесност на човекот, да не одговара колку е тоа можно на тој груп етатистички тероризам кој што им се случува на луѓето. Тешко е да се одбие воен позив во воена состојба кога знаеш дека ако го одбиеш војниот позив и одлучиш да не идеш во војна, не само што ќе бидеш уапсен, и ќе бидеш прогласен за велепредавник и ќе може да лежиш 10, 15, 20 години затвор, туку и твоето севкупно семејство ќе биде жигосано. Значи, трасата на злото има свои многу софистицирани и моќни начини, меѓутоа ние од далеку не сме до толку немоќни, колку што вака може да се види на прв поглед. Што значи? Не се брани од злото кога злото ќе ти дојде пред врата. Затоа е таа потребна свесност. Злото да се предупреди многу одамна, уште пред да ти затропа на надворешни порти од куќата. Таа незаинтересираност на луѓето за оно што му се случува на оној до мене,
и дека само на мене треба да ми арно, а за другите баш ми е гајле, и дека само јас треба да се снајдам во животот, ако можам и на некого да му ставам сопка во животот, да е уште подобро, ако имам јас од тоа корист, токму е таа замка во која што се упаднати голем дел од луѓето, и затоа не кореспондираат со тие стоички, спартански методи на живење, кои што исто така си има своја суровост на почетокот. Патот на заповедите ние го знаеме во сегашниот државен етатизам. Значи, ние не знаеме кога се спремат тие заповеди, заповедите се дават, заповед е заповед и сите мора да ги примат објективно, никој не ја исполнува и секој си се снаоѓа како што знае и уме. Друго прашање е патот на свесноста. Кога човек свесен за собственото постоење, за собствениот пат, за собствената карма во живот, што велат, карма е кучка, но праведна. Тој самиот од она внатрешна себе изградена људскост ќе рече, па чекај, зошто јас на Владко да му ставам сопка, зошто јас Владко да го наведам настран патица, зошто ја на Владко воопшто да му мислам било какво зло. Извини, вака, јас сега се обраќам во второ лице, меѓутоа ќе ми биде јасно на луѓе. И сепак профилот на луѓе кои што те гледаат тебе, приметувам дека знае и да биде и на едно повисоко ниво. Еве вака. Значи, основна мерка е да се подигне свесноста на човекот и да не се учествува во монтираните интриги кои што му се доделуваат, да ги слуша, да ги голта, да ги джвака, да ги низ неговиот дигестивен систем да ги поминува. И од тука почнува нашата одговорност како личности, а исто така да знаеме дека ние не сме остров во овој свет во кој што живееме и дека само на мене треба да ми е гајде, и јас, значи, и од таа страна треба многу да се пазиме од тој трансцендентен егоизам кој што може да се појави. Тоа е опасна работа, туку едноставно себе си и собственото јаство да го реализираме колку што е можно, не барајки бели и не правејќи се паметни од колку што сме. Тоа е една многу гадна страст у ова време, да се реализираме себе си, да се провериме себе си и потоа повторно да се вратиме во себе си внатре. А сега, како велат тибетанските лами, а секогаш вели себе си да се надгледуваш од трета страна, што правиш и што чиниш, што проверуваш. Да се гледаш себе си, што делуваш и што човек од тебе излага. Тоа е нивото на свесност. Докажи се. Да не влегуваме во тие филмови. Јас велам да не влегуваме ни во оние мејнстрим филмови, меѓутоа и да не влегуваме во филмот на трансцендентниот егоизам. Секогаш се враќаме на себе и онаа иницијативна полнота, која што е пустош во наш, бидејќи празнотијата е основа на секоја полнота. Ние имаме многу пројави во светот, ние сме полифонични битија, односно ни е дадена таа можност полифонично да се пројавиме во животот, меѓутоа ние не смееме да се поистоветуваме со таа своја пројава. Секогаш мораме да сме свесни дека до крај ќе остане нешто кое што ние не можеме да го изразиме и кое што луѓето не може да го разберат и на кое што ние секогаш треба да се враќаме и да го продлабочуваме и квалитативно да го подобруваме. Тоа е. Така, јас се извинувам и покрај тоа што е многу топло времето, имам одредено, ми тече носот, се извинувам, значи за дувањето, природна состојба. Така. Она што ми е фасцинантно мене е дека ние во 20. век имавме неколку крвави капења, како што беа комунизмот, фашизмот, нацизмот, и во сите тие случаи имавме одреден вид на
идолатрија кон сите оние кои што ги водеа тие системи. И јас многу пати си имам запрашувано дали всушност тоа не е универзалниот систем кој што само ни се повторува во нови форми. И така си имам враќано многу назад во историјата, каде што сме имале конкретни битија. Морам да признам дека моето чувство е дека тие битија се супериорни во однос на нас. Ги имам обработувано на мојот канал, дали се тоа Анунаки, дали се тоа Елохим или било кои други имења од различни култури, ама се битија кои што очигледно приказните, кои што текстовите кои што ги читаме за нив покажуваат дека се супериорни на нас. Тие битија на некој чуден начин се генетски компатибилни со нас, имаат оставено свое генетско наследство во форма на аристократски лози. И тие аристократски лози и до ден денешка ги гледаме присутни. А од друга страна, за да се маскира сето тоа, за да се маскира таа древна приказна дека ние имаме на некој начин битија кои што чувствуваат дека се сопственици на оваа планета, во онаа смисла како што некој е сопственик на нива, на стан или на куќа, сето тоа го имаат маскирано во религии. Особено со појавата на монотеистичките религии, ние го имаме забележено феноменот дека ако некој не ја прифаќа монотеистичката идеја, се става под нож. Без разлика дали е таа јудаистичка, дали е христијанска подоцна или исламска. И најапсурдното е дека сите овие три религии меѓусебно имаат пролеано толку многу крв што не можат да се добреат ни војни, ни жртви. Во контекст на ова, сакам да те прашам што мислиш за тоа, како може да се зборува дека некоја идеја е правилна, дека е правична, дека е од Бога дадена, дали е како религиозен или концепт за владење, а од друга страна да некои обични луѓе толку многу им е туѓа за да мора да се примени логиката на мечот, логиката на насилството, логиката на разурнувањето за да се убеди обичниот човек дека тоа е вистинскиот пат или патот до Бога. Многу очи гледаат на нас и не се сите благонаклонети кон нас. Да, тоа е проклетството на човекот, особено на човекот што размислува таа смешана на небесното и на земното, на универзалната свест и на калта, затоа и е полигон. И приметуваш дека денеска е борба за вниманието на човекот. Јас пред малку кажав дека мнозина од тие архонти и од тие очи кои што не се благонаклони кон нас, токму и се хранат со нашата несреќа, со нашиот страв, со нашата омраза, со нашето крвопролитие. Така, јас од таа страна имаме прекрасни примери на човештвото кои што исто така се заговорници на мир, свесен мир, таму каде што луѓето навистина треба како планетарен пик на стварањето на еволуцијата на оваа планета е човекот. И сега имаме, да не спомнувам имења, ама ќе ги спомнам од Сидарта Гаутама, ќе го спомнам пред Господ Исус Христос, значи до еве повторно ќе го спомнам и рускиот академик Николај Кардашев со собствените 7, односно 8 степени на човековото постоење. Постојат луѓе. Еве тука и Никола Тесла меѓу нив, тука и Свами Вивекананда, тука е Махатма Ганди, мнозина луѓе кои што се достоинствени на вистина квалитетен амблем на човештвото и на секој поединечен човек. Мислам дека сме во тек на едно многу воинствено делување. Ние секако сакале или не ќе мораме да завземеме страна во тој судир, ако не повеќе, против убивањето, против разорувањето, против понатамошното понижување на човекот
против понатамошната деградација на човекот и против понатамошната дегенерација на човекот на која што се иде. Значи, никој од нас не може да биде неутрален на овие прашања, бидејќи и прашањата на абстрактниот човек воопшто не се абстрактни прашања, туку доаѓаат во контекст и на моето постоење. Јас никако, во никоја смисла и по никоја цена не би сакал да си го допуштам тоа на себе си, ниту пак некому да му го наметнам истото. Судире човеку, што да ти кажам? И судирот ќе се зголемува од 2025 натаму, значи прво во наредните 7 години и со сите тие нешта, како велат, очекувајте го неочекуваното. Меѓутоа, јас сум еден оптимиста, барем од себе си целосно за сопствениот живот и за местото каде што постојам, ќе го дадам својот минорен допринос токму да не учествувам во дегенерирањето и во деградацијата и на онака осакатениот човек. Ние, гледајќи како вид од 12 клетки ДНК користиме само 2, а глеј, за чудо, ни ги задржале капацитетите да бидеме алчни, да бидеме грамзивни, да бидеме надмени, да бидеме перфидни, да бидеме подли. Многу чудно. Не знам кои програми ни се исклучени, а овие програми ни се оставени или поставени со можност на постојан апдейт. Тука мене нешто не ми изгледа како што треба. Работава. Сега ќе навлеземе во една многу мистична тема, јас би рекол. Ватикан нема човек во Македонија кој што малку сака да зборува повеќе за Македонија, кој што не го спомнува како главен непријател. Па и генерално светските теоретичари на заговор Ватикан им е во центарот на вниманието. Јас пред едно 8 години имав таа прилика да отидам во Ватикан и да влезам таму каде што е дозволено да се влезе, тоа е се Ватиканските музеи. И на крајот на таа еден брз маратон би рекол јас, затоа што самите тие што беа таму во самиот музеј буквално го тераат посетителот да трча низ музеот, не дозволуваат нешто со посебно внимание да се задржува на некои посебни дела. На крајот на целата таа, кога се излегува надвор од Систинската капела, се наидува нели на дворот на музеот и има една огромна статуа на шишарка. Ја имам сликата од таа шишарка, кога ќе го едитирам видеото, ќе го ставам тој момент со шишарката. И морам да бидам искрен дека од се она што видов, а во тие музеи може да се видат и египетски мумии, и римски статуи, и многу ренесансни слики, мене вниманието ми го фати таа шишарка. Години подоцна, еден мој пријател ми рече, дали случајно мислиш дека таа шишарка е ставена таму во дворот на Ватикан? И ми укажа на постоењето на една жлезда во центарот на мозокот, која што е основа на сите оние способности кои што ние денеска ги нарекуваме парапсихолошки. Значи, станува збор за пинеалната жлезда, која што се наоѓа во центарот на мозокот, е жлезда која што има неколку милиметри големина, има таква форма, буквално како шишарка, и е одговорна за оние способности кои како што се интуиција, астрални проекции, телепати и редица други способности кои што, како што кажат и како да се хакирани, како да се блокирани во нашиот ДНК код. Ајде малку околу тоа да видиме што знаеме и на што упатуваат твоите сознанија. Малата шишарка во нашата глава, жлездата која што е некаде на просторот на третото око. А третото око вели дека човекот сака, а ја лично сметам дека има и право, да сака да погледне зад завесата.
зад завесата на оваа приказна, која што ни се прожектира. Ја затоа на почетокот реков од овој наш разговор, твој подкаст и труд, дека сега универзумот ги отвара завесите и ни дава можност, еве, сега кажете што имате, што ќе сторите во овој убав 14 јулски ден по Григоријанскиот календар. Од каде да почнам и што да кажам сега? Ватикан, па добро, воопшто не ти дозволија ниту да влезеш во библиотеката таму што е, барем кај што им се сликовници за деца и тие поенките, од има тие повеќе левели. Не, значи единствено во Ватиканскиот музеј, значи не е предвидено влегување во библиотеките. Да. Инаку 65 километри книги. Како што вели професорот Велимира Брамович, немам зошто да ги ставам неговите зборови по знак на прашање, посебно за вакви екзактни нешта. Дури и се смета дека дел од прогласените запалени и изгорени папируси, свитоци од Александриската библиотека таму е можно да се завршени. Значи, уништувањето на Александриската библиотека го сметам како едно такво понижување на човековата раса, една таква пропаст како една тивка Атлантида или еден тивок потоп. И токму така делува злото низ овие времиња, да го уништи знаењето, самото поимање на знаење, да не стави во матрицата на причинско-последични нешта кои што ние не знаеме кој ги отпочнал. Да се разбереме, човекот го формира системот, ама после системот го формира човекот, останатите луѓе. Значи некој со некоја помош ја формирал оваа матрица, односно и служи на матрицата. И тие што се од ова највисокиот пиедестал на пирамидата на владење, од оваа негативна страна, за мене, ќе речам, кои што ние ни имињата не им ги знаеме тие двете семејства кои што им се истакнати марионети, како Рокфелер и Ротшилд, значи тие ја имаат поставено матрицата на сите овие неволи кои што ти пред неколку минути ги збореше за овие невидени само во 20-тиот век крвави бањи низ кои што помина човештвото. И сега види што е целата работа. Нешто се наметнува. Цело време треба како да се прават далавери, како да се прават ујдурми, како да се подготуваат несреќи, како да се креираат војни, ама целата работа е секогаш да се фрли вината на другата страна. Значи тоа е класично, тоа го има во Сун Цу, во теоријата на војувањето, значи за подготовката за борбата, значи ти мораш да му се покажеш што послаб и да ги покажеш своите слабости на непријателот, а всушност да ја чуваш својата сила и својата енергија. Значи да го храниш со лоши информации. Сега ние во кој домен сме нахранети со лоши информации и со полувистини, тоа е веќе работа. Очигледно е дека живееме во еден свет каде што се форсира голема конфузија. И каде што навистина еден кој што ја почнал реченицата, ја почнал работата, на крајот не знае ни што почнал, ни што завршил, ни до каде ќе му се истера работата, како што луѓето денеска се почесто едно мислат, друго зборуваат, трето прават, четврто им излага. Живееме во едно прекрасно време, на еден голем комфор, каде што ние можеме многу умно да ги употребиме овие електронски уреди, барем да направиме една селекција и да не зобаме се што ќе ни дадат, едноставно како магарето ќе му го стават морковот пред него и како што го водат со морковот, така иде магарето по него. Значи, сите морковот врзан за грбот, така што секогаш е на подеднакво расстојание.
Ма морковот врзан позади го. Тоа значи. Види што е. На малку места во светот може реално да се действува, значи да се собере една поголема група на луѓе кои што ни стои медитативен процес, што повеќе може да изразат една енергија која што ќе го симне засторот на луѓето од нив. Например, моето искуство на ртањ беше навистина, не можам да кажам дека е мистично, меѓутоа беше оттрезнувачко. Јас навистина го сватив, го имав во себе ослободителното дејство на енергијата на универзумот врз матрицата, биоматрицата на која што сум поврзан јас. Значи ние не сме објективно, значи надвор од матрицата па сме внатре поставени. Ние сме дел. Значи матрицата има биолошки карактер. Ние како битија сме врзани за матрицата на постоењето. Всушност, ситуацијата е можеби по-лоша и по-загрозувачка од она што беше во филмот Матрикс, каде што луѓето кои што сакаат да се ослободат, па има едно место каде што се собира, се нарекуваше Зајон. Ние на оваа планета во моментов го немаме Зајон. Имаме една Индија, ја имаме планината Кајлаш, го имаме ртањ, ги имаме пирамидите на високо, ја имаме обсерваторијата на Кокино, кој што воопшто јас или немам информации, или е навистина воопшто не е истражено во кој домен е тоа користено да се поврзат нитките со таа голема култура на Винча и на Лепенски вир, кој што дел и овдека поминувал, да се види зашто се е користел тој монумент, зборувам за Кокино, не само да знаеме сега дека на 21 јуни каменот така сонцето поминувало низ каменот и луѓето немале попаметна работа во тоа време и се правеле монументи за да на 21 јуни сонцето го гледа како ќе помине низ дзирката или оној геогливот кај Овче поле. Значи имаме нешта над кои што ние воопшто не сме ни започнале, или барем јас немам известување, немам информации дека нешто е сработено од релевантни фактори, а сега ти кога би ме прашал мене кои се тие релевантни фактори, ја би ти одговорил, ја појма немам кој е тоа во Македонија, кој би можел тоа да го направи сето тоа. А може да се повикаат и луѓе од страна, не е срам да се каже дека јас за ова сум некадарен, јас за ова сум неспособен, сакам да се подобрам, ве молам, помогнете ми. Така, најголемите археолошки откритија по светот, дали е тоа Египет, дали е тоа Троја конкретно, Шлиман и така натаму, се има случајно тие големи откритија ги имаат направено археолози дојдени од друга земја. И тука нема ништо страшно ако дојдат археолози од други земји да истражуваат. Поинтата е да археолошкото богатство остане во Македонија, не да исчезнува заедно со археолозите кои ќе заминуваат. Добро, тие исчезнуваат со максимална помош од оваа страна, од нашата страна. Тоа не се така наивни работи дека некој ставил под мишка па изнел. Тоа е договор. Се согласувам дека постои криминална мрежа. Да, тоа е криминална мрежа. Јас и ти да влеземе некаде да украдеме мастика или пенкало, ќе бидеме уапсени и веднаш ќе бидеме процесуирани, па уште и ни за други престапи ќе ни се префрлат врз нас за да си очистат уште други досија. И така иде работата. Токму за она што го рече, токму не ми се допаѓа тенденцијата денеска во човештвото, барем од оној мејнстрим, од онаа владеачка видлива гарнитура да му се снижи на човека уште повеќе
достоинството и човекот да се деградира и да се дегенерира. Тоа од постапките на мејнстримот и на владечките гарнитури, тоа се гледа. Не само од она пеницилин мрежата што беше, еве вака ќе се изразам, ти ќе разбереш, а и гледачите. Значи не само со пеницилинот што беше, него и со ова сето она што ни се сервира во светот. Дали тие владеечки структури ги имаат превземено екипата која што не му мисли добро на човекот, тоа е евидентно. Меѓутоа, од друга страна не можеме да занемариме дека ширум планетата се случува едно духовно будење и не мал број луѓе процентуално им е јасно кон што не води овој мејнстрим. Значи не сакаат да учествуваат во таа улога на крдо, на еден добиток, уште еден во крдото, и на секаков начин се трудат да се отргнат себе си, дали со молитва, дали со медитација, дали со осамување, дали со читање релевантна литература и зголемување на диапазонот собствен, на поглед на реалноста и на она што ни се случува околу нас. Значи, луѓето сепак имат и доза на будење, ќе повторам и ќе завршам, не мал процент на планетава. Значи, се што гледам јас и се што зборувам планетарно. Па сега, јас уште пред малку ти реков дека сме во војна и ние треба да ја не само да ја осетиме војната и да препознаеме дека сме во војна и дека оваа војна, и покрај тоа што во моментов не прелетуваат ракети, дека не седам со шлем со тебе и со панцир да зборуваме, не знам и дали би имале можност интернет да комуницираме тогаш, што не значи дека ние не сме во еден специфичен израз на војна. Затоа што таа негативистичка владеачка гарнитура само ги тресе контурите на трулото општество, кое што и текако не и одговара да бидат разорени. Затоа што го има човекот. За жал го има во мнозинството човештвото, го има и човекот им е потребен како пациент, како конзумент. Значи, повторно една дуалистична ситуација, значи се манифестира една власт, се нуди сигурност, се нуди заштитнички чадор, а од друга страна цело време се тресе таа пирамида на зло, за да никој внатре не биде сигурен. А сега сети се ја што зборував пред едно 20 минути. Како владее злото врз луѓето преку несигурноста, преку застрашувањето и преку лагите. Јас би сакал тука да укажам, луѓето можат сами да направат одеден експеримент. Кога би запрашале зошто еден полицаец излегува кога има протести и е спремен во тие протести да го извади пендрекот и да замавне со него, и е спремен да биде повреден или да биде убиен, ама сепак ја штити институцијата која што му наредила да ја штити, зошто еден извршител буквално им ја цица крвта на граѓаните заради, ако 100 денари неплатена сметка, 10.000 или не знам колку таму денари, значи неверојатно големо наплаќање. И целата таа структура што е над нас, дали е административна, дали е полициско-армиска, дали е, морам да додадам, религиозна или финансиска, луѓето што се внатре во тој систем велат, па така мора, па дадена ни е наредба, да се запрашаат кој тоа всушност им наредил, кој тоа всушност им ја дал наредбата дека така требаат, кога од другата страна луѓето кои што ги трпат последиците на тоа што го прават тие се нивни роднини, пријатели, блиски луѓе, па дури некогаш се случаи од многу тесното семејство. Кога јас велам дека постои пирамида која што ја спомна и ти, ето тука можеме да ја видиме кога луѓето прават работи без да размислат дека тоа што го прават е всушност имплицирано, односно применето зло.
Па одлично е, па ние уште и си го плаќаме пендрекот со кој што ќе не тепа. Па тоа е стварно како е направен тој систем на вредности секоја им чест. Значи сите тие се востановени во однос на тоа, значи ние сме префрлили дел од нашиот суверенитет врз нив. И тие треба за тие даноци што ги плаќаме, секој во своето место, да не чува општествено, безбедносно и сите тие нешта. Меѓутоа, сега ќе се случува и веќе се случуваше не само во Австралија, истите тие механизирани возила со војници во полна борбена готовност да ги чуваат граѓаните од самите себе. Некои други држави имаат подпис утре кога ќе се случи, кога ќе ти прогласа дека зелката ти се усмрдела, иронизирам, ќе ти дојдат на врата, ќе ти дојдат на врата со еден со бел мантил, еден со пендрек и со автомат и ќе речат дојди ваму, ние лоша ти е зелката, за да не ги заразиш сите нив, ние сега тебе ќе те пелцоваме, за да ние многу те сакаме тебе и ги сакаме луѓето. Значи тоа е едно страшно лицемерие, дволичност, злоба, токму поради таа незаинтересираност на луѓето што им се случува. Луѓето се незаинтересирани. А што се случува на извршителите? Па извршителите ги воведе еден тука што работеше 24/7, 31/12. Него му е сега супер таму, ти замина со нашите пари, овие што го наследиат, никој не го укина тој закон, зашто на сите им твори пари. Све е одлично, значи машинеријата си работи и се надоврзува и на највисоко ниво имаат одлична соработка. А за нас, обичните смртници, кои што нас не ни сметаат за ништо, освен за конзументи, а во нашето ниво се покажуваат дека тие војуваат едни против други, дека се напаѓаат едни со други и сето тоа нешто. Али тоа е една представа, тоа се најобични марионети кои што имаат вака текст пред нив, како да кажат и сето тоа. Јас потоа ќе ти кажам, имаше и еден психолог на кого што му верувам како се бираат луѓето. Како се бираат луѓето за своите улоги. Токму во раководството на општеството и дека многу ретко, да не речам никако, има случаен човек. Вака сме се нашли ти по пат на слобода и по пат на некоја интуиција сме се препознале меѓу себе. И тоа е најголемото богатство на оваа наша средба и на оваа наша комуникација, ако можат луѓето тоа да го разберат, дека никој не конструирал, никој не наметнал и никој не наместил во некоја приказна. Можеби по возвишената свест, оноа дел од очите кои што не гледаат благонаклоно. Еве да речем, за нив им благодарам ако помогнале нова. А да се вратам на претходното, кај овие, кај негативциве, кај мрачниве, само следи ја трагата на парите. Значи тоа е. Значи што двете црпки како кај нас во Македонија црпат од ова исто место, тука е јасна работата, останатото е представа за народ, политиканство кое што уште повеќе го снизува и онака нискиот степен на свест на овој простор каде што јас живеам. Јас имам чувство дека многумина кај нас особено мислат дека нам ни се врши некаква неправда како на македонци, како на македонска држава и општество и дека сите треба да се поистоветиме со државата, а сепак кога ќе дојдат луѓе во институциите на државата, дали е тоа власт, парламент, судство и така натаму, тие во никој случај не се поистоветуваат со нас луѓето и буквално не проектираат и се однесуваат кон нас како едно стадо на овци кое што од време на време треба да биде стрижено, тоа стрижењето се нарекува најгрубо кажано даноци. И јас
сметам дека тоа е една илузија, дека ние ако како македонци успееме, знаеш, на овој лош свет каде што нели Ватикан, Вашингтон, Брисел се нешто против нас и нашата света држава, а од друга страна изумуваме дека треба да се поврземе како луѓе со луѓе на ова човечко ниво и дека во истата каша сме и ние тука и некој што живее во некој париско предградие или некој што живее во Конго или некој што живее во Нью Делхи. Може би појавните форми се различни, но суштината, по моје мислење, е иста. Твоето мислење за овој тип на локал патриотизам како форма на димна завес? Јас сум баш виче на сето тоа, ама еве ќе се обидам некако повторно од повеќе страни да ја погледнам работата, така да луѓето што слушаат некако на свој начин, пак да се поврземе во некоја ментална психолошка форма. Македонија во последниве 150 години неколку пати и се случува да и се крши кичмата од Берлинскиот конгрес 1878 година па понатаму. И после тоа кршење на кичмата секогаш следува некакво криво сраснување. Јас сепак ќе спомнам дека учеството на македонските партизани и на македонските борбени единици во Втората светска војна на страна на силите на победничките, на Сојузот, во склопот на силите на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија, имаше и македонски единици, значи го кажуваме генералниот израз на сето тоа, нас ни дозволи на оваа територија на Вардарска Македонија да формираме Социјалистичка република Македонија, која што понатаму требаше и можеше да си се развива сето тоа. Ти си млад, јас не знам дали се сеќаваш, кога 91 година таа злосрекна држава почна да се распаѓа, постоеше една Бадентерова комисија, Така. која што кажа дека само Социјалистичката република Словенија и Социјалистичката република Македонија немаат никакви пречки да си го продолжат својот раст и патот кон Европската унија. Сега, како потоа излега? Значи, тука Викиликс пред повеќе од 10, можеби и 15 години еднашка изјавија, тоа добро се сеќавам документи, дека корумпираните влади на Скопје и Атина примале пари, мито, подкуп, за да го продлабочуваат проблемот околу името. Кај нас се погреши работата во почетокот, значи уште 91 година. Јас не знам од која цел ги исплукавме сите оние кои што ја донесоа слободата на оваа Македонија. Да се разбереме, совршена држава и совршено општество нема. Нормално е дека во рамките на таа поширока држава во која што постоевме, имаше низам мани и недоследноци, а за кои што во однос на Македонија можам да ти кажам дека 90% се виновни македонските властодржци од тоа време. Оние кои што беа малку посвесни, можеше да им се случи да бидат уловени на лов, како генералот Каран Гелевски, например. Значи, повторно е проблемот кај нас. Мене не ми е јасен тој додворувачки, робски менталитет, кој што сега веќе после 30 години се востанови како еден начин на постоење, на живење на овој простор, генерално, глобално. Не влегувам во поединечниот карактер на секоја личност, значи зборам генерално, и со тоа што им се дозволи на луѓето, на вакви медиуми вамо, да се мангупираат, да плукаат по тоа што треба и по што не треба, да даваат изјави неодредени, непроверени. Значи, повторно една матрица на која што овој дел, овој народ е ставен за да полесно се упропастува, за да полесно се дегенерира. Тоа ти е тависток институтот во ова велика
Британија, кој што ако нивната разузнавачка служба има само 650 луѓе вработени, Тависток институт има преку 60.000 вработени, тие се многу сериозни луѓе и работат на етногенезата на едно подрачје и на еден народ, и како со еден народ може што полесно да се манипулира и да се раководи. А сигурно во нивните досиеа е и досието на Гестапо од 1941 година во Хитлеровиот стан, кој што вели дека на овие територии, на окупираните територии на Македонија, најдобро се работи со гласини, со непроверени изјави и со ширење на гласини меѓу луѓе. И луѓето не снимиле, ни ја дале проценката, не ставиле како со нас да се раководи. А да не збориме корупцијата, алчност, желбата за богатење. Човеку за овие 30 години ние овде имаме, не знам, олигарси и богаташи, мислам, сето тоа. Нека име не сумим соблазнет од ништо не, сите нас не чека едно парче гробно место или една урна, како кого. Меѓутоа немојте тоа да го правите на овој народ. И она што зборувавме по тогаш, и зошто се држи тој ригиден курс кај нас на денарот. Отидов и јас можеби предалеку, што велат, ти кради си ги своите граѓани. Ти од нас нема да крадеш. И затоа ние дека во Македонија сме на еден можеби најнизок стандард на југоисточна Европа и на Балканот, не знам дали сме под Косово, кое што се празни во забрзана форма, а ништо помалку ни Македонија. Значи, ние имаме убедливо најмали примања, а имаме многу скапи услуги кои што ги наплаќаат од нас. Ето. И сите се задоволни. Ниф име супер, ова е добро. Што да ти кажам сега јас? Јас, додека разговаравме преска, имам чувство дека луѓето имаат проблеми со кратко паметење. Ако постои една карактеристика која што краткото паметење го искористува како недостаток кај луѓето, тоа е патолошкото лажење или оние луѓе кои што имаат потреба секој ден да ни нудат нова верзија на вистината. А од друга страна, кога би имале некој подолго паметење, ќе можеме сите овие луѓе во системот да ги фатиме дека лажат, односно дека кога би се сетиле, ете убаво кажете како било во 90-тите години, како било предходно. Што значи, ако ние убаво паметиме како било предходно, јас се сеќавам дека во 90-тите години, кога дојде и така наречениот плурализам и капитализам и се, ни велеа дека тоа што било до тогаш било ретроградно, заостанато, недобро, и велам, јас ке се согласам дека е така. Со тоа што тој ретрограден систем застарен ни нудеше бесплатно здравство, бесплатно образование до факултет, ни нудеше редица други работи и нашите возрастни сите одеа на работа. А сега, значи, и никој не беше нешто екстремно богат. Да, тие владеачките кругови беа поимотни, да речеме, ама немаше олигарци, како што рече ти, кои што вредат милиони па и милиарди. И сега нас не убедуваат сметајки на нашето кратко паметење дека да, ние сме влегле во најдоброто време на кое што планетата го користи. А тоа не сме ние оригинално, морам да кажам, не сме ние оригинално, него имаме оригинално измислено, еве земјата која што сега треба да ја предаде штафетата како империјален господар на светот, е земјата од каде што доаѓа се. И гледаме дека тие кои што го измислиат тој систем се први кои што се урушуваат под него, почнувајќи пред се со нивниот измамнички финансиски систем.
Мој македонецу, значи тоа исто како да кажеш дека си ацтека. Например, тоа значи нашиот род иде кон универзалните квалитети, себе си ке се даде како едно прекрасно сеќавање на она што били сето тоа. Па да, еве сега, ајде. Доста малце посмев на самиот себе си. Па имавме еден војвода кој што не учеше дека наредниот конгрес ќе го држи во Солуна, сега не учи дека не сме македонци. Не знам дали смеам да кажам на што не учи, што сме. Апсолутно значи, смееш. Тоа е истиот човек пред 10-15 години, ме разбираш, и така се нафатира, добро и сите тие нешта. Сега, зошто македонците, еве сега, секој ова што ќе го гледа ова, нека погледне колку зошто македонците резонираат со лагата. Значи ти да зборуваш вистина на македонците најчесто не те разбираат, не те слушаат. Ти можеш не резонираат со висотината, не резонираат со квалитетот. Значи резонираат со лагата, така да ти мораш да лажеш и колку што ти се лагите, значи да лажеш како политичар. Значи како нешто најголемо дно на дното, што би рекол јас, значи треба ти да лажеш како политичар и да кажеш такви лаги кои што се толку очигледни и кои што сите веднаш ќе ти аплаудираат. Зошто македонецот од ова време ја прими матрицата? Јас реков пред малку, ако го насочуваат, ако убаво му ја насочуваат патеката кон пропаста, меѓутоа некој тоа го прифати. Погледнете само на YouTube, ти го спомна, колку, еве, ќе го спомнам нашиот голем поет Ацо Шопов, колку има прегледи прекрасната поезија на Ацо Шопов во исполнување, во цитирање на прекрасната актерка Софија Врчаковска. Еве ви го. Видете колку има прегледи, се надевам дека не е тргнато од YouTube театарската представа Лед во место, од исто така покојниот маестро Горан Стефановски. А видете македонците што слушаат турбо, фолк, некаква накарадна музика, каде што се заговара пијанство, неверство, промискуитет, лажење, криминал. Чи мојот одговор е составен од Лед во место 980 прегледи. Драмска представа Лед во место 980 прегледи. Филмот кој што е од пред 40 години има 21.000 преглед. Поставен пред 7 години, ама филмот ова, додека представата на Народен театар Битола 980 прегледи. Добро, 20. Одличен пример. Сега не би сакал да промовираме некои други, значи, вредности кои што имаат многу прегледи, а имаат никаква содржина. Значи буквално одбивам да промовирам негативни содржини. Јас не знам дали постојат тие закони, ти на телевизија отворено да се проповеда блуд, порнографија, сите тие нешта како на оние емисии на Фарма, што јас ќе кажам. Значи тоа има ли, значи секој нека си гледа тоа што сака. Јас не навлегувам во личниот избор на човекот. Нека си земе видео тейп или не знам CD, нека си гледа, нека си направа такво друштво, нека во своите затворени врати позади вратата не ме интересира никој кој како си го живее животот и како што е. Меѓутоа да се насочува тоа на јавно, да им се нуди на милиони луѓе како еликсир на забава, како нешто каде што треба да си го троши времето, каде што тој треба да се определува каков и што е, како што беа оние Извини, добро? Да, малце се прекина тука, ќе треба да некој звон нешто беше, значи јас сум неинтересен за тие групи на луѓе, меѓутоа за тие групи на луѓе се интересни оние средношколци, оние малолетници, каде што им се нудат
добри услови за продолжеток на школувањето, доколку пристапат кон едни такви несомнителни, него накарадни здруженија. Значи, се делат помоши при студирање, како беше специфичниот израз, сега не можам да се сетам. Се делат олеснувања при визниот режим сега, не само за 90 дена, него и за повеќе. Се нудат финансиска помош за нивно студирање. Значи, тие многу активно работат на сето тоа. Така, кога го спомна предходно Горан Стефановски, има на Инстаграм еден профил кој што има соберено доста изјави од Горан Стефановски и има една изјава, значи од интервјуа со него, има една изјава каде што вели, го објаснува практично духот на македонскиот народ. Вели, македонецот обично сака да седи во мејана, да јаде, да пие, да разговара за светскиот заговор, за Ватикан, за језуитите, за масоните, и дека ако тоа го решиме, дека сите останати проблеми сами по себе ќе се решат. И една многу фантастична представа. Два дена од како го видов тоа видео, имав коментар на една од моја објава, толку буквално пресликано тоа. Ватикан, језуитите, масоните, тие не уништија. Како да сакаме да кажеме дека ние сме светци кои што немаат дел од вината. Дали немаме дел од вината? Како која генерација? Сега ти кажам, погледни го Крушевскиот манифест на нашите револуционери, на оној цвет на македонската интелигенција и на македонската памет, со состојбата на оние несреќни кралства, држави кои што бираат околу себе, не знам, Бугарија го зеде од германска-австрийска лоза, крал Грција ги ослободија русите, Грција ослободена од Британија, зима исто така некоја туѓа кралска лоза, тука малку Србија отскокнува од сето тоа, со нивната династија Караџорџевиќ, која што дојде низ многу тешко крвопролитие на власт, значи комплетно е ликвидирано семејството на Обреновиќ. И тоа им стои, тој греф до ден денеска, да не збориме за Хрватска и за Словенија, кој што си има свој тек во историјата. Значи, погледни го Крушевскиот манифест, колку е напреден, колку е на повисоко интелектуално и спиритуално ниво од сето она што го прават агресивните државички и секоја полтрон на некоја голема сила. И тука има можност за еден македонец и за една таква Македонија, која што ја заговараше Гоце Делчев, Никол Лакарев, за која што лееше крв питу гули. И сите оние војници кои што ние нив имињата не им ги знаеме, а кои што денеска се дебело заборавени или се користат во некои бедни медиумски моменти 2-3 пати во годината, како што рече Горан Стефановски, покојниот маестро, дека потоа ние ќе отидеме во Меана, ќе се изнапиеме, ќе пееме комицки песни и на сето тоа ќе се заврши, а од утре секој во собствената матрица назад. Тоа е опасен. Тоа е опасно. Пази, они секогаш даваат некој да издувни вентили. Иако што ние местат ситуацијата се сепак доволно паметни, а и ја нема толку власта колку што ни се представуваат, за да сепак дозволуваат издувни канали да човекот секогаш дозволува да има некој мејнстрим човек кој што ќе зборува против општествените категории, кој што ќе биде против се и се што, кој што кај него ќе се генерира таа енергија на отпор, кој што нели подоцна, ако е потребно сега веќе и не постои тоа клеветање по полиција и сето тоа, денеска
имаат комплетно снимки на сето она што се случува, еве, и сето тоа. Јас знам дека овдека во Македонски Телеком сите наши телефонски разговори се чуваат 2 или 3 години комплетно. Така не се сомневам дека имам нема... јас. Да, ние сме неинтересни сме за нив. Меѓутоа доколку сакаат, па тоа ќе направат разговор, па сам себе не можеш да се познаеш што се случило. Тоа е тоа. Да, во денешно време така наречена вештачка интелигенција дава многу можности за симулации за измама. За жал, имам забележено, еве ова тема не беше предвидена, многу интересно. Имам забележено дека луѓето тие алатки кои што јас ги имам видено дека се многу корисни, тоа е како да земеме да користиме едно длето за мермер, да го користиме, не знам, за правење дупки во, не знам, во една бариера која што треба да не заштити од проток на вода. Значи, секој еден алат кој што се употребува за погрешната намена може да се употреби, мислам дека е само продлабочување на кризата, така што и денеска луѓе се занимаваат, ја прашуваат вештачката интелигенција, односно тие чет-ботови што јадел за појадок Александар Македонски и слични глупости, нели? И нормално, или одредени суперхерои какви навики имаат, и нормално всушност тие чет-ботови се само една позабрзана варијанта на интернет пребарувач, и нормално колку е глупаво прашањето, толку поглупав ќе биде одговорот што ќе го даде. Додека доколку би поставиле прашање за практична примена на Питагорината теорема, што е нешто екзактно, таквите алатки во неколку секунди ни даваат сосем практичен одговор. Твое мислење за продорот на овие најнови технологии и како тоа измешано со чудниот карактер на нас луѓето, во која насока го води човештвото? Да се симне дополнително менталниот склоп на човекот. Чекор понатаму, односно чекор надолу во дегенерирањето на човекот и на неговата дисквалификација како свесно битие. Олдус Хоксли кажуваше една многу умна работа уште пред 60-70 години, дека човекот само за да не му се наруши неговиот личен комфорт, тој ќе биде многу задоволен да му се каже што треба да прави, кога треба да прави и колку треба да го направи, единствено доколку тој негов мал простор на комфорт не му го чепнат. Значи, но се игра на сето тоа. И стокхолмскиот синдром во модерната психологија. Значи, луѓето се задоволни во сопствените кавези, во сопствениот концентрационен логор без жици. Меѓутоа, ние сме надгледувани, ние сме наблюдувани, ние сме преброени, ние сме адресирани, ние сме печатени, ние сме жигосани. Што повеќе? Значи, во Рим, робот имал роб, значи, да работи, бил задоволен да има кај да легне да спие, кај што имам овдека кај да легнам да спијам и да се прехрани. Се уште им се дозволува на луѓето, она што го реков пред малку, да има издувен вентил, да иде по некој концерт, да се исмева врз некого, да кажува за некого нешто лошо, тоа го допушта за да се канализира таа енергија во насекаде наоколу и повторно во целите на мејнстримот, и така да таа проточна тек на причинско-последични настани си тече одлично. Тоа е конзуменството. Стокхолмски синдром. Задоволни се луѓето, навидом, се задоволни. Јас знам дека внатрешно во себе имаат многу гнев. Меѓутоа не ми е јасно од каде. Знаеш, ко сега ме лупа промаја од некаде и после кога ќе станам, кишмата ме фатила, главата ме боли, ама не ми е јасно мене од каде ме стигнало тоа. Тоа е тоа. Значи со празнотијата, со
пустошот се полнат луѓето за нешто за кое што се друго, за нешто друго за кое што се надевам се предодредени. Да ги открија своите таленти, да го открија своето место во животот, да се откријат себе си како личности, да дојдат до состојба на самосознание и да се реализираат себе си. Кај е тоа во сето ова што го зборим, барем последниот половина час? Да одиме да го заокружиме разговорот, значи да се вратиме на почетокот на моветот, дали ова што се случува, сева ова опаѓање на вредности, сева ова конфликтност, не е само потврдување на тезата дека последните денови од ерата на водолијата, а тоа се наредните 100 години, ќе бидат турбулентни и можеби ќе донесат уште поголемо крвопролевање од оно што беше во 20 век, само за да ја доживееме катарзата на конечното влегување во таа ера на водолијата. Јас навистина за наредните 100 години има опција ова што го збориш да биде тоа, и тоа е во контекст на она што јас го имам осознаено или го имам слушнато од извори кои што ги сметам за релевантни, дека од 2025 година во наредните 7 години ќе влезнеме во еден многу дискутабилен период, кој што воопшто не мора да значи дека ќе биде негативен за сите луѓе. Значи сите ние ќе добиеме можност уште еднашка да се превреднуваме себе си и спрема кои вредности ние се вреднуваме себе си и кои сме ние луѓе и што сме ние луѓе. Значи поаѓајќи од себе си. Едноставно да се видиме на кое ниво сме ние, на кој степен сме ние на развој и докаде ние смееме, односно имаме кураж, имаме храброст да одиме во таа желба и во таа потреба, што е дел од нашето битие, да се реализираме себе си. А точно е дека и во наредните 20 години се спремаат некои поголеми проекти. Сега ја не би... Јас се вкупното мое излагање гледам да биде рационално, конкретно, колку толку подкрепено со некои реалистични извори, а инаку знам исто добро дека и во наредните 20 години се подготвува, например, да се заврши со парите, да се укине државата како најголем паразит и да се укинат парите како најголем извор на несреќа и на подмитливост на луѓето. Сега, сите овие две работи кои што ги спомнав, кои што се правуваат како позитивни, како афирмативни, во себе можат да донесат и негативистички аспект на ова нештата, така да се форсира и да се формира некоја планетарна тиранија под вид на слобода. Јас не знам што ќе биде. И јас не знам луѓето до кој степен ќе го допуштат тоа, почнувајќи од себе си, и она за што беше, и исто така за парите. Парите кои што се израз на севкупната алчност на луѓето и желбата за богатење и да му се открадне на оној вториот, меѓутоа истото тоа, ако се укинат парите, тоа не значи дека веднаш ќе настапи некакво царство небесно и сето тоа. Укинувањето на парите ќе носи друга замка во себе си, каде што и тие кредити кои што ги имаме ќе можат да се користат на определен начин до степен на кој што ти плаќаш, како да кажам денеска, пензиско здравствено осигурување. Значи, доколку ти имаш најниско пензиско здравствено осигурување, вака сега карикирам, ти ќе можеш своите банковни кредити да ги трошиш за леп, млеко и цигари да си купиш. Може да отидеш на кафе и се тоа. Меѓутоа, ако сакаш да излезеш надвор од државата или да имаш некакви други бенефити што некој ќе ги определи дека се бенефити, тогаш ти ќе мораш многу повеќе да уплатиш во тој државен апарат. Ако се укинат парите. Сега веќе збориме што би било кога би било, меѓутоа знам дека тоа се тие две следствени работи кои што ги сметаат како главнина на целта во наредните 20 години. А тоа е укинувањето на државата како најголем паразит на општеството, што јас во глобала јас се согласувам со тоа,
И исто, но не сум за она друга крајност во која што може да отидат нештата. Исто така за укинување на парите кои што се извор на алчност и на грабеж, постојан и перманентен меѓу луѓето, кој што исто така тоа руинирање на платежниот фонд може да отиде во некоја крајна негативистичка пракса. Јас сум загрижен само дека после изгледа овие нешта ќе одат преку ноќ, како што беше пред некоја седмица, колку беше, кога наеднаш цела Црна Гора, цела Албанија, цела Босна и Херцеговина, поголем дел од Далмација остана наеднаш без енергетско напојување. И тоа потоа полека почна да ги креваат системите. Дали беше случајност, а случајности многу ретко има, или беше генерална проба, или опомена за некого, тука јас не би навлегувал во таа сива зона, меѓутоа да се случи пред 10 дена, 2 седмици сега, колку навистина не се сеќавам. Да. Значи има луѓе кои што значи нема шега со тие работи. Нема шега со тие работи. Така, јас мислам дека би било вака доволно да привршуваме, саат и 46 минути како разговараме. Навлегуваме длабоко во летото и јас би сакал сега за гледачите да кажам дека овој тип на подкасти ќе проречат, ќе оставиме значи малку и вие да здивнете од мене и да си ги истерате летните одмори онака понатенане. Ќе има подкасти, ама нема да бидат толку зачестени. Јас се надевам дека со почетокот на оној спокоен период таму од октомври натаму ќе можеме почесто да се гледаме вака и како што кажав на почетокот, со добри луѓе слободумно да размениме размислување за она што е актуелно и за работи кои што нам ни се интересни за разменување. Тебе, Алек, ти благодарам за твоето гостување, за одделеното време. Јас се надевам дека барем со некој мој минимален допринос на овој твој труд и твојата работа што и работиш, имам голема почит спрема тоа и имам голема благодарност кон она што го спремаш. Да. Ја исто на сите твои слушатели и на сите луѓе на добра волја им посакувам убаво топло лето, онака кај нас во Македонија е жешко, нека си го најдат своето место во себе си, барајќи го собствениот мир и собствената содржајност во животот. Значи, трагањето по среќа е основа за сите несреќи во човекот. Значи, среќата е како она кутрето кога си го брка самиот себе си опашот, човекот е несериозно битие во основа, мораме да признаеме, и он од среќа на среќа секој момент може да изнајде некоја друга пројава на среќа или нешто што му е потребно. Нека биде животот содржаен. Содржаен со осознавање, содржаен со сознание. На тој пат неминовно ќе бидеме сретнати со многу лаги, ќе видиме еден широк диапазон на манипулација или обид да се манипулира со нас. Меѓутоа, човекот ако ја бара вистината ќе ја најде. Нека се внурне внатре во себе, во собствената бездна, испразнет од себе си. Не само од мислењето на другите. Слободата од мислењето на другите е почеток, а слободата од собственото мислење е веќе пат кон посериозно во совршување. Значи да се ослободат и да си дојдат на себе. Како што вели Евангелието по Јован, барајте вистината и вистината ќе ве ослободи. Да. Секој добро. Да.